Денешниот настан кој што го организира Домот за деца и млади Благој Мучето од Струмица се републичките детски средби Цвеќе 2021. Меѓутоа, овие републички детски ликовни средби се разликуваат од сите досегашни средби кои што ги организира Домот за деца и млади последното, бидејќи овој настан или оваа манифестација е трипартитна. Секогаш првенствено се одвива во месец мај, бидејќи и во месец мај е месец кога цвета цвеќето и кога е најубаво цвеќето. Меѓутоа, според мое мислење, цвеќето е секогаш убаво, па така да на темата на цвеќето можеме да цртаме во кој дел од годината и да сакаме. Значи, самата манифестација започнува со распишување на конкурс на тема цвеќе, кој што ние го пуштаме до основните општински училишта, меѓутоа не само од Струмица и регионот, туку во цела држава, во до сите општински училишта. Традиционално ни враќаат училиштата назад цртежи на тема цвеќе, кои што ние ги обработуваме, ги ставаме на паспартура и потоа секогаш кон крајот на месец мај имаме отварање на изложба и исто така доделување на награди. Награди кои што се доделуваат на пристигнатите цртежи. Истите цртежи ги оценува тричлена комисија кои што се соодветни за тоа, пред се ликовни уметници кои што ја разбираат областа. Меѓутоа, вториот дел е цртање на отворено, како што и денес цртаме на отворено, а за цртање на отворено секој училиште донесува своји екипи од 3 до 5 деца, но оваа година поради условите со пандемијата имаме од основните училишта по 2 деца за да имаме помалку физички контакт, онака како што препорачуваат здравствените власти. И на крајот третиот дел имаме аранжирање на свежо цвеќе. За сите делови следуваат соодветни награди. Но оваа година се одлучивме да оваа манифестација поделиме на 2 дела. Во месец мај го реализиравме отворањето на изложба и доделувањето на награди по распишан конкурс, кој што се реализираше на 31 мај, а додека денес имаме цртање на тема цвеќе на отворено. Тоа го правиме во паркот, кој што се наоѓа пред зградата на Домот за деца и млади, во градскиот парк, каде што навистина е прекрасно, има многу убав амбиент за работа, меѓутоа многу е добро тоа што соработката помеѓу нас кој институција, наставниците, наставниот кадар, раководниот кадар, а пред се децата и учениците имаат желба за соработка со нас. Таа соработка трае со години и во текот на минатата година требаше да го оваа манифестација одбележи својот 30 годишен јубилеј. Но бидејќи, како што и сами знаете, имавме услови на пандемија поради COVID-19, имавме само ликовна изложба, отварање и доделување на награди. Оваа година се 31 републички средби, меѓутоа регионални, бидејќи точно поради пандемијата ги исклучивме другите градови од републиката. Денеска, како и секогаш, цртавме на тема цвеќе, меѓутоа за прв пат не во пролет, цртавме во есен. Мислам дека учесниците, кои што ги има во доста голем број, бидејќи скоро сите училишта одговорија на поканата која што ја доставивме до нив, цртавме, работевме и се дружевме заедно, а сега ќе дојде и момент кога и ќе се наградуваме. Имаме двочлена комисија од 2 ликовни уметници кои што ќе ги разгледаат создадените дела и според она како што ќе одлучат, така и ќе ги наградиме учениците. Наградите се всушност за екипите кои што одат во основните училишта кои што ги испраќаат да цртаат на тема цвеќе. Се надевам дека наградите се чисто за мотивирање, за да можат учениците и понатаму да творат, меѓутоа најважно е дека и тие и ние уживуваме во овие заеднички средби и ќе продолжиме и понатаму да твориме. Пораката на ова манифестација до сите која што е дел од манифестација Струмица град на културата е да и покрај короната, која што го ограничува движењето, постојат начини и форми на кои што можеме да се дружиме, запазувајќи ги протоколите, меѓутоа да го запазуваме дружењето, работата, креативноста и да ја шириме љубовта помеѓу сите нас.